Загубените животи не можат да се вратат, но Кочани може да изгради темели кои ќе гарантираат дека ваква трагедија никогаш нема да се повтори. Една година подоцна градот е во фокусот на владата со повеќе инфраструктурни инвестиции. Премиерот Мицкоски е задоволен од тоа како државата реагираше во првите моменти од пожарот во Кочанската дискотека, правејќи споредба со сличната трагедија во Швајцарија. Кога правите споредба на лоши настани, делувате некрофилски. Јас не сакам да бидам и да делувам некрофилски, но ќе дадам целосен одговор на вашето прашање. Затоа што ако се спореди тоа што ние како влада го направивме со она што се случи во Кран-Монтана во Швајцарија, можам да кажам дека неколкократно подобро се справивме. Во сите параметри, во сите споредби. За жал, не постои начин како да ги вратиме тие кои што за жал не се повеќе со нас. Но од аспект на системска реакција, кога ќе го споредиме тој настан со оној настан што се случи во дискотеката во Кран-Монтана во Швајцарија, неколкократно подобро, верувале или не, системот македонски, институциите македонски реагираа подобро отколку системот во Швајцарија и институциите во Швајцарија. Со најавениот инвестициски пакет од државата од 100 милиони евра, во Кочани стартуваше изградба на влезниот булевар, се поставува нова канализацијска и водоводна мрежа и се гради нов сообраќаен мост над Кочанска река. Првиот човек на општината најавува изградба на нова спортска сала, затворен олимписки базен и дом за стари лица кој ќе стартува со изградба следниот месец. Нов лик ќе добие Кочанската болница, градскиот плоштад, а ќе се стартува и со урбанизација на Пониква. Веќе е распишан тендерот за проект кој ќе овозможи реконструкција на цевководот, на геотермалната вода која носи од изворите до Кочани, со што освен би добиле нови спа центри и ќе можеме топлата вода да ја искористиме и како извор на грејење, а во моментот имаме загуби од 20 и неколку степени поради стариот, дотраен и оштетен цевковод. Во следните 3 дена Кочани ќе одбележува годишнината од најголемата трагедија во историјата на државата, со литургија и повеќе културни и спортски настани, а во Македонија ќе пристигнат и медицински работници од 19 европски држави кои помогнаа во лекување на повредените. Владата утре ќе организира и меѓународна конференција во чест на 63 загубени животи. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.